По неколку стотици кубни метри дрва троши секое земјоделско семејство во Струмичко за затоплување на расадите во халите за време на зимскиот период. Десетици илјади евра чини греењето на пластениците за да можат градинарите да произведат ран зеленчук. Земјоделците велат дека гасот може да реши многу проблеми, да ги намали трошоците, но и загадувањето на околината, доколку гасоводната мрежа стигне до Куклишко поле, како што најави јавното предпријатие Струмица газ. Но јас имам оранжерија на топло, на котел по 200 кубика дрва трошам. А това е штета на цела држава. А това треба они прво за тие работи да ги снабдат. За тај газ што треба да го донесат. За да не трошиме толку дрва, а и по-добро за државата. Ја го 96-та година, кад сум таму, имам и соби, имам се, децата по цела година там работат, там седат. Дрвене как не е потребно, как луѓето им ќе видат ефтинije и за них и за државата добро, зашто толку да трошат? Добро е. Јас ако не сум земјоделец, ама едне човек што скажува. Това порно нема. Ама кога ќе дојде? Многу баве. Само треба това да биде заангажирани. Така. Според изјавите на раководните лица на Струмичкото гасоводно предпријатие, главната гасоводна цевка ќе стигне до Куклиш до пролет следната година, а земјоделците би можеле да го користат гасот за затоплување следната грејна сезона, доколку и другите институции дадат согласност за проширување на мрежата кон населените места.